Здраво, Шкорпии! Спремни ли сте да видиме што очекува во остатокот на годинава? Значи, ако сте спремни, ќе започнеме со ред. Ќе одиме од јули до декември, ќе ги опфатиме сите месеци, за секој месец по една-две кратки пораки, да, кратки, но она најважното и она најголемото што не очекува во секој месец поединечно, че ќе зборуваме само за битните работи, важните настани, не се фокусираме на ситници и баналности, само сакаме да знаеме што ќе го обележи месецот. За сите ќе биде различно, сите не може да ги доживеете енергииве, настаниве, ситуацииве подеднакво исто, затоа јас сакам вие да, слушајќи ја мојата порака, која ќе биде пренесена преку метафора на некој начин, вие да ја толкувате и да ја ставите онаму каде што припаѓа во вашиот живот. И сега, да не должиме, да започнеме веднаш со јули. Да видиме што вас Шкорпиите ве очекува во јули. Јули месец е фантастичен месец за вас. Тоа е успех, тоа е радост, тоа е среќа, благосостојба. Значи месец полн со прослави, славење, дали славите ситуации, дали славите моменти, дали го славите само животот воопшто. Значи буквално успех во што и да сте моментално. Ако почнувате нешто, славите за тоа, ако завршувате, славите за тоа, значи срекни почетоци, уште посрекни завршетоци, крајави на некои проекти. Како е да е, ова е месец на успеси, на радосни и срекни моменти. Нешто што сте го започнале, кое не беше ни така лесно, во јули сте го привршиле и сега прославувате за успехот што сте го доживеале благодарение на оваа работа, ова нешто. Ако нешто ново пак почнувате, тоа ќе биде прекрасно нешто што го почнувате. Дури и јас гледам дека некој од вас и ќе стегнете некаква популарност во врска со ова. Ако не е популарност, може би е вклучена некоја водолија во нештово. Како и да е, ова се прекрасни моменти, ќе прославувате со семејство, ќе прославувате со пријатели, ќе прославувате со партнер. Буквално преубав месец, месец на одмори, може ќе патувате, некои од вас ќе посетите и многу убави екзотични земји. Многу убав, значи прекрасен. Уживајте во јули, затоа што се е прекрасно. Одиме со август. Август месец пак е месец каде што треба сега да се вратите на работа. Работа под наводници, значи да се вратите на она што вас ве окупира, она во што сте вклучени, што и да е тоа, треба многу да се работи. Че август ќе биде месец каде што многу треба да работите, вие малце тоа ќе ви смета, ќе не чувствувате дека секогаш имате енергија за ова, меѓутоа знаете дека морате. Може би после јули, после таков убав месец на радосни моменти, одмори и забави, сега кога се враќате на работа, малку сте па не ми е баш лесно во такво топло време, во време високи температури, каде мора да работите, да се посветите на работата, малку ќе ви биде напорно, меѓутоа вие одите сигурно напред, вие знаете дека мора нешто да го правите. Многу од вас можеби сте почнале со нешто, сте вложиле во некој проект, сте вложиле средства, финанси и знаете дека сега прво влогот треба да одработите за влогот, па подоцна за да жнеете бенефити и успеси и свесни сте дека сега многу треба да се работи. Ќе немате време буквално за одмор, единствено време ќе бидат вечерните часови, ноќите, тогаш малку ќе земете оддишка и одмор, а остатокот од времето ќе го поминувате во многу работа. Внимавајте на тоа како се облекувате,
Внимавајте колку стоите на отворено. Знаете вие, се грижите многу добро за вашето здравје. Сега, одиме со септември. Ајде да видиме што носи септември за вас. Септември месец е месец каде што ќе добиете некакви вести, но нема многу да ве израдуваат. Доаѓа некоја порака, тоа сигурно доаѓа. Сигурна некаква вест доаѓа. Може би е поврзана со некој јарец. Може би е поврзана со некој повозрасен во вашиот живот родител, мајка, баба. Може би сте самиот вие, нешто чекате, самата вие, нешто чекате, некакви вести, некаква информација, но нема да ве израдува, затоа што нема да биде потполно и нема да биде онаква како што вие сакавте да биде. Ако се работи за некој друг, за родител, за баба, мајка или некој партнер или некој јарец, тогаш дури малку ќе ве загрижи информацијата. Не е ништо ова, значи да не се плашите, ништо страшно, меѓутоа ете, момент каде што нешто малку ќе ве загрижи. И дел од вас, значи нешто ќе ве загрижи, дел од вас нема пак да ве израдува и знаете дека не е потполно и не е доволно она што го очекувавте, не е така како што очекувавте. Не грижете се. Ево, одиме понатаму, ќе видите како ќе се одвиваат нештата. Одиме со септември, тоа беше, сега одиме со октомври. Во октомври месец, повторно, се јавувате вие самиите. Во октомври, значи буквално месец каде што ќе бидете фокусирани само на себе, на вашите работи, на вашиот живот, на вашиот изглед, на вашето ментално и физичко здравје. И нешто тука нема потполно да ве радува. Затоа што, знаете, како е ова? Ова нешто чекавте, нешто дојде, меѓутоа не е потполно. Не е потполно. Една половина од нештото ви одговара, една половина не. Или пак за некој од вас нешто во финансиски не е добро, меѓутоа емотивно ве радува. И тоа е сега овој момент каде што треба да искористите вашата интуиција, што да направите, како да постапите, затоа што ова нешто не е потполно и не носи апсолутен успех, онака како што вие го очекувавте, затоа што кажав, емотивно да, супер, одлично, нешто прекрасно. Меѓутоа финансиски не е како што треба ситуацијата, затоа не знаете што да направите. И во ноември пак, ќе дојде таа јасност, каде што знаете што да направите, знаете како да постапите. Значи, ако во октомври не знаевте, во ноември знаете сигурно. Затоа што тогаш може би некако работите ќе се унапредат, па она што не достигаше ќе се случи во ноември, за да бидете позадоволни. И може би ако финансискиот дел не ве радуваше во октомври, во ноември ќе ве радува и тоа доста ќе ве израдува. Значи ноември ќе биде месецот каде ќе успеете. Ако и досега нешто беше во врска со вас или некој ваш близок, тогаш сета несигурност, сето незнаење сега се трансформира во еден успех, во една сигурност, во јасност. Значи, она што досега сметаше во ноември ќе се исправи и ќе биде многу добро. Ќе се чувствувате одлично, ќе знаете, во секој момент ќе знаете што да направите. И сето тоа што го правите ќе носи успех. Во тоа ве уверувам. И сега уште остана декември. Декември повторно пак се јавува ова фигура на мајка или баба, или самите вие, може да бидете и самите вие, не мора да значи.
Сега конечно, да, се што се случуваше и што не беше во ред во животот до сега, нели како започнавме од септември, така во декември работите конечно ќе се исправат. Ако беа вести што ги очекувавте, доаѓаат вести совршено добри, среќни сте за тоа. Ако беше во врска со патување, одење некаде, вие требаше да одите или треба да дојдат, до сега се случуваа некакви проблеми, одложувања, неможност да се остварат работите, во декември ќе се случи, мислам, работите ќе си застанат потполно совршено секоја на своето место и вие ќе бидете во ситуација да носите одлуки конечно, дали да се патува, дали да се оди некаде, дали да се пречека некој, дали да се почне некоја работа, дали да се заврши, значи буквално секоја одлука што треба да ја носите, конечно ќе можете со сигурност да ја донесете, да ја направите. Значи кажав, ако е патување, ќе одите, треба да чекате некој да дојде, ќе дојде. Убава, олеснување, значи во декември ќе го доживеете олеснувањето што ви е потребно дури од септември па навака. Во декември дефинитивно. Значи ја завршувате годината со успех и со некој нов почеток, влегувате во нешто. Ова за сега во декември е нејасно, ново, непознато. Ќе видиме како ќе се одвива поратаму, но во секој случај убаво и олеснувачки некако. Ќе ве олесни, ќе ве направи по-спокојни, по-среќни. Драги мои шкорпи, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следната. Чао, чао.